Бидејќи последната сесија вклучува презентации на англиски јазик, ви обрнувам внимание на колегите кои што имаат потреба од превод да подигнат слушалки пред почнување на сесијата. Во тој ќош таму. На тие што им треба. Добро, мислам дека може да продолжиме. Добар ден и од мене и добре дојдовте на последната сесија, предвидена за денес. Сесијата е насловивме трендови во образованието на наставниците. Со нас овде ајде уште една минутка, гледам доаѓаат колеги. Само момент. Може ли да продолжиме, ве молам? Добар ден уште еднаш. Последната сесија за денес носи наслов Трендови во образованието на наставниците. Со една група драги пријатели, колеги, наши поранешни, сегашни и верувам и идни соработници во образованието од многу различни земји од регионот, ќе имаме прилика во оваа последна сесија за денес да поразговараме за глобалните трендови во образованието и обуката на наставниците, за состојбите и за перспективите на овие системи за образование и обука, да поразговараме и со тоа што ќе пренесеме различни искуства од различни земји, од неколку земји од регионот. И на крајот се надевам ќе имаме простор и време за прашања и за дискусија. Би почнале веднаш. На почетокот навистина ми е вистинска чест да го најавам и да го представам нашиот долгогодишен колега, соработник и најголем поддржувач на Фондацијата Отворено општество Македонија, посебно на програмите за образование, многу години наназад и верувам многу години нанапред, и во добри и во лоши времиња, и во невремиња. И за тоа посебно му благодарам од име на целиот тим на образование, на целата програма за образование, на целата фондација. Тоа е нашиот долгогодишен колега и пријател, директор на програмата за поддршка на образованието при Фондацијата Отворено општество, Фондациите Отворено општество со седиште во Лондон, Хју Маклейн. Добар ден. Хју ќе биде прв од говорниците кој што ќе зборува за меѓународните трендови во образованието и обука на наставниците. Повели Хју. Thank you so much for that. Навистина многу ве благодарам за овој вовет. Мислев дека зборувавте за некој друг, а не за мене, па затоа се свртев на страна. Пред прво да ви честитам на фондацијата на овој јубилеј и поминав неколку време на овој прекрасен зид разгледувајќи, бидејќи во него има толку многу години инспирирачка историја. Можеби Македонија е мала земја, но е земја со голема историја и со многу луѓе кои што имаат голем дух и ентузијазам. И јас сум пријател и веќе долго време, само како воведена ќе кажам дека земјата се наоѓа во еден извонреден момент во времето. Веќе вие имате еден чекор напред кон демократијата и постоја и демократија да се развива понатаму и да направите демократика која што ја создава Република Македонија на собствен начин, како што веќе беше претходно наведено, каде што постоеше недостатокот на регулативите представува можност за промени и тоа е можност која што може да биде искористена и треба да биде искористена на ентузијастички начин. Моите коменти се однесуваат на некои од меѓународните обуки или системи за образование на наставници
И ќе ви кажам една перспектива за на работите кои што јас мислам дека од гледна страна точка на нашата фондација ќе бидат открити. А тоа се меѓународните трендови во образованието на наставници. Овие за мене се навистина многу едноставни и присто интуитивно едноставни, но и комплексни прашања. Навистина постои консенсус, барем во однос на истражување како земите во Финска, Канада, Австралија, каде што образованието се спроведува на добар начин, каде што наставникот е центарот на подобрувањата во образовниот систем. И тоа може, ако не е очигледно, морам да го нагласам, морам да им кажам на организациите како на Светска банка и на многу други меѓународни дека треба да буткаат или да промовираат приоди кои што да не буткаат приоди од горе надолу, туку од долу нагоре, каде што наставникот ќе биде во центарот и со тоа да се подобри квалитетот на самото образование. И суштината на самата настава всушност е да иницијалното образование за наставниците ќе зборува малку повеќе и за трендовите. Како некој може да знае ова беше американски развоен психолог кој што прво ја размислуваше за повеќе кратни интелекти и зборуваше и интелигенциите за кои што зборувате, тоа е математичка, лингвистичка, интелигентска, просторна, кинетичка и потоа тој и назначи дека овие работи не се секогаш исти, дека на наставата или учењето и начинот на кој што изведуваме настава треба да ги земе сето ова во предвид. А од друга страна, дека тие не можат лесно да се тестираат со еден единствен, дека целата област на компаративни меѓународни тестови и дури пак дека тестирањето е навистина многу тешок бидејќи тој всушност допира одредени вештини, но сите работи кои што влијаат за животите на младите деца, кои што навистина многу сакаме да зборуваме за вештините од 21. век, но сакам да видам една вештина која што не била присутна и во 20. век, или никој не досега не успеhnува, го гледаме како голема област која што е не специфицирана, но инспиративна и дека некако политиките за образование се повеќе и повеќе го стеснуваат обемот на тесно дефинирани компетенции. И ова го спомнам бидејќи не можеме да зборуваме за образование на наставниците ако не го разбираме контекстот во кој што тие работат. Ајде да се вратиме на Гарднер, кој што го дефинира проектот во сите професии, всушност дека треба да се размислува за професионализмот во образованието на наставниците и тој вели дека постојат 3 посебни области кои што се многу важни и важната работа е дека доказите покажуваат дека во овие области природно не се преклопуваат една со друга. Тоа е првата област, не само на предметни компетенции, туку и оделенски компетенции, а тоа се области на длабоко знаење, кој што е важно и тоа го прави иницијалното образование за наставници и треба да се подобри во таа насока. Меѓутоа, вториот круг се професионалните интеракции. Сите ние знаеме дека не станува збор само како се да работите туку, дека како се поврзувате со луѓето во вашата секојдневна работа. Работите каде што тимските и колаборативните приоти се навистина многу важни во училиштата и тоа преклоп е многу важен. И постои уште една трета област која што исто така е суштински важна и е најтешка за учење, а тоа е она што Майкл Фулен го нарекува целта. Кога тој зборува за професиите, зборува за етиката, дека моралната цел и чувството на посветеност што го даваат самите луѓе не е што може да се уништи, не може задолжително да биде нешто што се учи, но е нешто што наставниците можат да го развијат со текот на годините на изведување настава. И затоа генерално зборувате со луѓето кои што се многу млади, тие почнуваат да се грижат за овие деца и потоа развиваат
добиваат едно подлабоко чувство за моралната цел или намена и за нивната професија и за нивната улога. Затоа сметам дека главната работа во политиката за наставниците е овој комплексна, но истовремено едноставна задача, дека јавната политика треба да наде како во Венов диаграм, да види да овие три области да се преклопуваат малку повеќе, каде што имате морална цел, предметна компетенција и заедно со вашите колеги, и колку поголем е ова преклопување, толку ќе биде посилен вашиот систем. Затоа потребни се политики кои што го разбираат тоа и кои што ќе најдат начини како понатаму да го развиваат и зацврстуваат. Голем дел од политиките кои што ги видовме во образовниот сектор всушност ги копираат идеите од бизнисот. Дали не мислам дека таа идеја веќе функционира во фабриките, некој на врвот да ви каже што да работите долу, и голем дел од идеите во образовниот менеджмент се многу слични, значи ги следиме од луките и од врвниот менеджмент, односно од горе надолу. Меѓутоа последната работа на која што мислиме е да се осврнеме односно да се подпреме на самите наставниците. Најдобрите иницијативи и трендови што ги видовме на меѓународно ниво се оние кои што се подпираат на самите наставници, и тоа се оние луѓе и оние работи што треба да се негуваат. Наставниците само да се консултираат за законите и за политиките кои што ја утврдуваат нивната професија, туку тие треба и да ги дизајнираат овие политики и закони. Да, тоа е силна работа. Јас сметам дека наставниците треба да бидат лидери, да ги водат овие процеси во консултација, се разбира, со други релевантни. И потоа тоа треба да биде предадено на демократски процес преку парламентот и другите инстанции на донесување. Меѓутоа, ако наставниците не ја сваќаат сериозно својата работа, не може да кажете кога другите работи кои што не луѓето кои што не знаат ништо за вашата работа ги донесуваат одлуките за вас. Да не знам дали така другите професии функционира. Па затоа кога зборуваме за развивање на професијата наставник, постојат големи предизвици. Размислете сериозно за себе, свајтате се себе си сериозно, за да видите што треба да биде направено и обезбедете потребната поддршка за тоа да биде можно. Токму затоа сметам дека идеите како професионална соработка, идеите за дистрибуирано лидерство во системите и помеѓу самите наставници, бидејќи наставничката професија е хоризонтална. Тоа е дискусијата со вашите колеги, а не туку инструкциите што ќе ви ги даде вашиот предпоставен или раководител на вашата катедра. И станува збор за ако немаме професионална соработка, ако сите следат наредби, тогаш или пак тесни наставни програми кои што не ви довозможно да се мрднете надвор од една страница во учебникот, бидејќи работите се многу тесно дефинирани. Меѓутоа, во исто време потребна и независност за самите наставници, за начинот на кој што ги избираат своите методи и приодот кон учењето. И тие се од суштинско значење, бидејќи ако нема соработка помеѓу наставници, не прави никаква смисла. Без професионална независност и професионална автономија, и токму тука соработката помеѓу наставниците е главниот извор на силата. Тие може да мотивираат во своите простори и потоа да го споделат тоа со своите. И тоа ме доведува до последната работа. Работиме во систем наставниот систем во оваа земја следи една шема која што ја гледаме во другите. Постои голема празнина помеѓу старите наставници кои што се таму веќе долго времеќе. Некои од нас земе веќе уморни, но повеќето од нив имаат длабоко знаење и посветеност и го сакаат она што го знаат. И тоа се првите кои што ќе одговарат на предизвиците и иновациите кои што ќе им ги ставиме на нивниот пат. Постојат голем број на луѓе кои што допрва треба да ја развиваат љубовта и разбирањето на собствената професија, или пак да почнат кои што погрешно се нашла на погрешно место и во погрешно време. Меѓутоа,
Важноста на овие долгорочни наставници во системот е суштинско, знаете, во системот каде што имате 10.000 наставници, ако имате 10% од наставниците што се посветени и силни, тоа ви се 1000 луѓе. И тоа во системот 10.000 наставници. Па затоа убеден сум дека барем 10% има и во Македонија наставници на кои што луѓето може да се подпрат и тоа представува навистина голема сила за овој предизвик ако паметно и добро се искористи. Ова се всушност работите кои што мене ми значат и сакав да ги споделам. Од една страна се многу едноставни, но многу сложени. И затоа сметам дека она што сакам да ви го нагласам, како што ќе продолжите понатаму, дека односот што наставниците го имаат кон својата работа, едни кон други и кон нивните ученици, тоа всушност е местото каде што политиките, идеите и законите треба да почнат да се градат. И ако не доаѓа од таму, тогаш нема да бидете успешни во подобрување на квалитетот на образованието во оваа земја или на било кое друго место во светот. Благодарам, Хју, за твоите забелешки и воведни зборови. На сесијата да видиме колку ова што го спомна Хју не инспирираше за да се обидеме барем да го издискутираме и да најдеме можен одговор на прашањето дали, колку и каде сите овие работи за кои Хју зборуваше, дали го имаме ние тој Венов диаграм и кои се работите што и дали се преплетуваат, пресекуваат и меѓусебно се поврзани и испреплетени и упатени ни на друг. Дали тоа се случува кај нас или не се случува и што треба да се направи за да се случи. Продолжуваме понатаму со еден колега што за прв пат е денес со нас овде, колега од нашето соседство, кој ќе професорот Блерим Сачипи од Факултетот за образование во Универзитетот во Приштина, Косово, Република Косово, кој што денес ќе зборува и ќе не запознае со сегашниот статус на образованието и вуката на наставници во Косово и со развојните трендови. Повелете. Thank you very much. Благодарам многу, Сузана. Навистина огромно задоволство ми е што можам да бидем тука во светло на коментарите од нашиот фасилитатор или модератор. Ние сме толку блиски, но многу малку знаеме едни за други, посебно за образовните системи постојат големи можности што луѓето можат да ги искористат и се разбира дека оваа иницијатива е една од нив. Ке се обидам сушност, имајќи ги временските ограничувања кои што ги имаме, треба накусо да ги елаборираме развојните трендови во образованието на наставниците на Косово и кои се предизвиците со кои што се соочуваме. Нашата презентација нема толку многу да се фокусира на содржината на образованието на наставниците, бидејќи не станува збор за содржината. Се повеќе сум убеден дека содржината не е важна, туку како тоа го правиме и квалитетот на она што го правиме, туку станува за тоа како ја менаџираме или ја управуваме професијата. Па затоа во мојата презентација ќе имаме три теми. Првата е стандардните сетинзи во потоа испораката на образованието за наставници и квалитетот во она што го правиме и како дали тоа доведува до одреден квалитет, се разбира во нивното предавање. Во однос на стандардните поставки, ние се придвиживме прилично повеќе во надвор од традиционалната академска ориентација на дефинирање на професионализмот, што значи кон една педагошка ориентација. Ние всушност се договоривме дека не е доволно да бидете добар математичар, меѓутоа треба да бидете и добар наставник за да знаете како да ја предавате математиката на вашите ученици. Значи, ова беше една карактеристика на реформата на образованието за наставници во однос на тоа како ќе го карактеризирам стандардниот сетинг. Можам да кажам дека гледам дека зголемувањето на стандардите го зголемува квалитетот и тие всушност
во почетното образование и доквалификацијското образование. Може да видиме дека она што го имавме во порашната 2 годишни високообразовни квалификации, меѓутоа во 2002 година отидовме на ниво на додипломски студии и затоа всушност беше воспоставен факултетот за образование каде што јас работам во моментот. Но оваа дебата беше завршена во 2010 каде што дека ќе ни треба и ниво на магистерски студии исто за нив. Меѓутоа ова не беше само за пример за основно образование, туку за предметните наставници, а не за класните, односно деленските наставници. Кога станува збор за секторот за доквалификација, всушност стандардите се многу поевидентни и постојат одреден број на политики во однос на тоа која е професијата наставник, кои се стандардните компетенции. Имавме веќе комплетен стандард на професионални стандарди во 2004 и беа дополнително преработени во 2012 во профил за компетенции на еден наставник. И тоа се еден вид на компетенции кои што ние денеска можеме да ги очекуваме од образованието на наставници. Сепак, предизвикот беше во тоа како да ги поврземе овие работи и како да гарантираме дека постои наставна кариера, осколку изолирано, и влада да направи нов документ, тоа е пакет на политики, кој што беше именуван рамка за развој на наставници, кој што носи различни кариерни фази од развојот на наставниците и всушност под иницијално образование, влегување во професијата и понатамошно развивање на наставници. И тоа се оние работи што треба да ги поминат наставниците според стандардите што ги пропиша Министерството. Во рамките на ова рамка сакавме да воведеме нови концепти, зборувавме дека тие треба дека наставниците треба да бидат ориентирани кон истражување, кон инклузија и придонесување во училиштето. Па како наставниците да станат наставници во училиштето, а не наставници на една училница? На нивото на иницијално образование постоеше движење кон стандардизирање на структурите и како да обезбедиме дека различните оддели и различните универзитети обезбедуваат исти модели на образование за наставници. Затоа дојдовме до одлука во 2012 дека постои само еден факултет за образование кој што ќе обезбедува обука за сите наставници од предучилишно, од предшколско до високо образование. И тоа всушност беше, за жал, соработувавме со Љубљана на оваа наша реформа и идејата беше да се смени моделот на традиционалниот модел каде што всушност образованието за средно за високо образование имаше посебна катедра, што значи дека сите предметни наставници треба да имаат додипломски студии за одреден предмет, а потоа да се надополнат со педагошки и практична обука. Кои што се главните работи во оваа реформа би ја карактеризирал идејата за образование за наставници базирано на истражување и практика која што е ориентирана кон подготовка на наставниците за истражување. Не дека сме срекни, туку всушност зборувам за една визија и за стандарди и се разбира дека сите наставници деновиви треба да направат и магистерска, да добијат магистерска теза и ние се уште го истражуваме овој концепт, што значи секој наставник од предучилишно до оделенска и предметна настава мора да поминат низ различни фази од првата година до нивното дипломирање. Треба поминат низ различни фази на СЕВОВА. Ова е големата слика за кариерниот систем на наставниците. Дел од оваа шема се испроведени, но некои се уште се во развој. Како што веќе споменав, во десниот агол ја имаме рамката која што всушност дава
како еден водечки документ ги утврдува стандардите за професијата наставник од иницијалното образование, додека системот за лиценција обезбедува одредени дополнителни. Значи, може да има различни кариерни патишта, како например, ако имаат професионален развој, покажуваат добри резултати, прво ниво е дека тие треба да се вклучат понатаму во професионален развој и на крај тие може да тоа да биде поврзано и со нивото на нивната плата. Во меѓувреме постојат две политички импути. Едно тоа е воведната програма, која што ние се уште ја развиваме, а вториот импут е националниот испит за наставници, државниот испит за наставници, кој што се уште се подготвува, дека секој дипломец на високо образование мора да го помине овој тест. Овој не овој е повеќе одлука од владата отколку од универзитетите. Со оваа промоција во кариетата наставниците имаат задолжително професионално развивање во текот на нивната работа како наставници и новото законодавство од следната година училиштата треба да направат на професионален развој на ниво на самите училишта за нивните наставници, меѓутоа тоа се уште на ниво на подготовка и ќе дојде понатаму. Кој што се всушност од предизвиците во однос на иницијалното образование, предизвиците се како да се мотивираат наставниците да ја искористат оваа можност за развој на нивната кариера, дали како наставниците да имаат некаква корист од нивното ангажирање во овој процес преку решавање на нивните конкретните потреби наместо да се одговара на владините политики. Потоа овој систем само е прилично комплексен и затоа ресурсите за спроведување на овој систем се многу мали. Тоа е еден предизвик како да се обезбеди дека сите наставници имаат можност, имаат пристап до обуки во времето кога им треба и да има некаков вид на професионална ревизија за да се знаеме. Досега ова представуваше многу предизвикувачко да се спроведе кај нас, меѓутоа да работите се движат иако бавно. Во однос на нивото на иницијална обука, постои голема дебата дали академските факултети не се всушност задоволни дека сите дипломци мора да одат на факултетот за образование. Тие велат дека доволно е во академските нивни средини дека добива доволен импут за да станат професори, меѓутоа се уште постои дебата за тоа како според разберете дека новиот професионализам, нови барања за професионализам треба да се воспостават и тоа е начинот како да се оди понатаму, а другата работа е како ова да се реши во рамките на реформите и да се стандардизираат постапките. Не да се има мастер курикулум или наставна програма, туку да се обезбеди дека луѓето кои што дипломираат на програмата се подготвени да работат во училниците. Кога ќе ги разгледаме каде сме, навистина не се уште е рано да се просуди во однос на работите кои што ги имаме, меѓутоа постои општо разбирање дека учењето на учениците се уште проблемен. Имавме прво учество во ПИЗа во 2015, како што веќе знаете, не сме задоволни со резултатите. Знаеме дека и вие не сте задоволни со резултатите и дека постојат од големен број на прашалници околу сите тоа. Предизвиците за тоа е како да се прошири професионализмот на професијата наставник, за да перцепцијата за професијата за да може да биде од академска кон педагошки и трендот е дека треба да го прошириме уште повеќе како професијата наставник реагира на општествените проблеми и прашања, па и на аспирациите кои што ги имаме. Уште еден предизвик во овој секогаш комплексен систем, како да ги зајакнеме училиштата
и наставниците како организации прво да ги следат инструкциите од централно ниво, во исто време да бидат лидери на развојот во нивните средини, бидејќи само ако чекаме наставниците да реагираат на едноставни инструкции, исто е како што веќе кажам, тоа нема да биде доволно за реформи во системот. Уште едно што го имаме, проблем што го имаме во нашата институција е како да обезбедиме дека постои минимум прифатлива работна сила од наставници кои што влегуваат во наставната професија. Ова е голем проблем, бидејќи ако не го решите овој проблем, вие може да завршите, да ја гледате наставничката односно доквалификацијската обука за да го надокнадите она што ви недостасувало во иницијалното образование за наставници. И ова се всушност некои од работите кои што ние се обидуваме да ги решиме преку истражувања, се разбира и преку довнесување на нови политики. Благодарам на вниманието. Професоре Сачипи, се чини повеќе од јасно е дека не само Косово, туку и сите земји од регионов, а и пошироко имаат сликата што се обидовте да не насликате, не се разликува многу и многу прашања, дилеми, проблеми, предизвици ги споделуваме горе-долу сите. За да можам да го најавам следниот говорник, само ќе кажам дека секогаш кога во Македонија се заговараат некои големи промени, секогаш сме сакале да се споредуваме и да се огледуваме на Финска или кога станува збор за земји од нашето потесно обкружување, земји од кои што излеговме на извесен начин од истообразовен систем или бевме дел едно време од истообразовен систем, имаме иста образовна или делевме едно време иста образовна традиција, тоа е Република Словенија. И драго ми е што денес со нас е професорот Јанес Вогринц, декан на Педагошкиот факултет во Љубљана, кој што со нас денес сега ќе ги сподели искуствата, односно ќе го представи моделот за образование и обука на наставници во Република Словенија. Повелете. Thank you, Susanna, for... Благодарам, Слузана, за поканата и за овој убав обед. Навистина добро е да се биде повторно во Македонија и да се сретнеме со стари пријатели и колеги. Кога станува збор за иницијалното образование на наставниците во основно образование во Словенија, тоа е организирано на 3 факултети за образование. Едниот е во Љубљана, вториот е во Марибор, а третиот факултет за образование е во Копар при Универзитетот на Приморска. На сите овие факултети ние всушност имаме програма за наставници во основно образование. Имаме многу слични програми, но тие не се исти. И ние прифаќаме различен број на студенти, на ученици и различен број на кандидати. И за Универзитетот во Љубљана, факултетот за педагогија или образование, каде што ние работиме за следната училишна година, ќе имаме 85 места, а веќе знаеме дека имаме 122 кандидати за овие места и навистина сме задоволни со ваквите бројки, бидејќи тоа значи дека ние ќе имаме избор на кандидати и дека ќе можеме да ги избереме најдобрите меѓу нив. Не само најдобрите, туку и оние кои што се мотивирани за да станат наставници во основно образование, и кои што како прв избор им бил нашиот факултет. Ова е всушност нашиот факултет кој што беше воспоставен во 1919 напреско ќе прославиме првата 100 годишнина. А тука е всушност и факултетот за следната слика е факултетот за образование, тој е најголемиот со 2700 студенти и ние сме и најстариот факултет за образование и секогаш велиме
сакаме да велиме дека сме и најдобриот факултет. Оваа година е навистина посебна за нас, бидејќи нашиот факултет веќе ја прославува својата 70-та годишнина. Ова се некои фотографии од големата прослава која што ја имавме во ноември минатата година. И сакам да кажам дека целата програма беше базирана врз перформанси на нашите ученици. Значи, нашите ученици учествуваа во прославата. Сега да ви кажам од неколку информации за потребните квалификации. Во 2010 година, од 2010 ги имаме болонските студиски програми, што значи дека секој кој што сака да работи во образовниот систем мора да заврши мастер програма, односно да има 300 кредити, освен за предшколското образование, каде што наставниците можат да имаат само додипломски студии или вкупно 180 кредити. Го имаме истиот систем, 4 годишно студирано на додипломско ниво плюс 1 година постдипломски студии. За наставниците во основно образование го имаме интегрираниот и интегриран и последователен модел, и тоа значи дека кога станува збор за предметните наставници, можно е да го имаат и консекутивниот модел, односно последователниот модел, каде што имаме повеќе типови. Првиот тип каде што учениците имаат не педагошка програма на ниво на додипломски, а педагошко ниво на поддипломски студии. Меѓутоа исто така можно е да се заврка има мастер програма која што не е педагошка, туку е програма за доквалификација и кандидатот ќе добие професионална титула професор или наставник за одреден предмет. Кој може да се запише во оваквите образовни програми? Сите кои што имаат завршено гимназиско образование, средно, и кои што ја положиле матурскиот испит на ниво на средно образование. Ако имаме повеќе кандидати отколку расположливи места, селекцијата се прави врз основа на 2 критериуми: оценките во 3-та и 4-та година од средното образование и се разбира резултатите на матурскиот испит. Во Словенија ние немаме список на компетенции кои што всушност би биле развиени на национално ниво. Меѓутоа, во законодавството можеме да најдеме одредени барања за педагошките студиски програми. А тоа е дека сите програми мора да имаат најмалку 60 кредити од основни образовни програми. А тоа се и потоа имаме всушност неколку предмети кои што се спомнати во самото законодавство. Тоа се педагогија, психологија, филозофија на образованието и така натаму. 15 кредити мора да дојдат од практичната настава или обука, а 10% од програмата мора да биде наменета за изборни предмети. И еве ви еден пример за тоа каква е правата на ниво на додипломски студии. Имаме генерална дидактика, потоа психологија, теорија на образованието, странски јазик, но кај нас од факултет само англиски имаме странски јазик, истражување во образованието, филозофија на образованието, социологија на образованието и се разбира имаме 2 предмети кои што не се однесуваат само на програмите за наставници во основно образование, туку за сите наши студиски програми, а тоа е инклузивно образование и информатички и комуникацијски технологии, што значи дека сите наши студенти добиваат основни компетенции како да работат со деца. Се разбира, тие не се експерти на ова поле, но бидејќи го имаме овој инклузивно образование во Словенија и голем дел од децата со посебни потреби се запишани во редовните училишта, навистина е важно наставниците да имаат основно познавање и во ова поле. Потоа имаме дидактика на различни предмети. Оваа дидактика всушност не се учи само во еден семестар, туку е распоредена во различни семестри низ целата додипломска програма за додипломски студии, дека најголем број на кредити
се дадени на дидактиката на словенечкиот јазик и литературата, 34, 21 кредит се доделени на дидактиката на математика, па потоа природните науки, општествените науки, музика, спорт, уметност, потоа технологија и мал предмет кој што ние го нарековме креативно движење и кукларство. И всушност, додипломската програма не завршува со диплома, што значи дека студентот кога ќе ги положи последниот испит, значи дека ја завршил додипломската програма и веднаш може да премине на постдипломската или мастер програмата. 95% од нашите ученици веднаш продолжуваат, бидејќи нашите ученици имаат можност да искористат една дополнителна година на студент. Заборавив да напоменам, а тоа е дека во образованието на наставници за основно образование имаме и практично обука и имаме околу 60 кредити доделено за тоа. Во првата година студентите имаат само една недела обука, само тие обсервираат како наставниците предаваат во училница. Во втората година повторно имаме една недела, но во третата и четвртата година студентите всушност веќе имаат можност да независно да работат во училницата и таа практичната работа изнесува 3 и 4 недели соодветно. И имаме 24 кредити за изборните предмети. На ниво на постдипломски студии имаме две насоки. Првото е образование за наставници во основно образование со и без англиски јазик. Например, задолжителен предмет во втората година на англиски јазик е задолжителен во второ оделение. Меѓутоа, некои имаат и изборен, значи задолжителното изучување на странски јазик почнува во второ оделение. Во мастер програмата всушност имаме некои задолжителни работи, како што се истражување во образование, па потоа крос-курикуларна интеграција, интердисциплинарен семинар, па потоа изборни и потоа имаме практична обука или пракса, 1 месец со 6 кредити и 18 кредити се доделуваат за мастер тезата, односно за магистерскиот труд. И со ова, со одбраната на нивната магистерска теза, всушност ја завршува целата програма. Работата во задолжителното образование во Словенија трае 9 години и е поделено во 3 годишни циклусни прво и наставниците може да работат од почетокот на првиот циклус до во вториот циклус имаме само наставните предмети. Всушност имаме 1,5 настав, се разбира, имаме наставник за основно и уште еден наставник кој што е 50%, кој што може да биде наставник за основно образование или за предшколско образование. Во вториот и во третата година имаме наставници за основно образование, а потоа во петото и шестото оделение бројот на наставни предмети, односно предметни наставници е поголем. Прво почнуваме со предметен наставник за англиски, спорт или музика, меѓутоа поголем дел од времето луѓето се уште имаат еден, но како што веќе споменав, во третиот цинкулус, односно од седмото оделение, учениците имаат само предметни наставници. И иако тие завршиле магистерската програма, тие се уште не се доволно обучени, меѓутоа мора да добијат, да го поминат всушност државниот испит и тоа всушност е вклучено и во Уставот на Република. Вклучени се неколку предмети, регулативи за човекови права и слободи, потоа вториот дел се законодавството во областа на образованието и словенечки пишан речен, но во некои делови од Словенија овој државен испит вклучува и прашања
во однос на италијанскиот и на другите малцински јазици. И почнувањето на кариерата е всушност почетниот или припремниот период, бидејќи наставникот прво треба да има 140 часа практично искуство во образовното поле и потоа тој може да ги добие. Значи, овој воведен период или е можен ова искуство да се добие на некој друг начин. Например, до крајот на 2014 имавме доброволно воведување, но сега тоа го немаме. Во моментов, во последните 2 години, ние всушност користиме ги користиме средствата од Европскиот социјален фонд за да се ги развиеме и со рамките на овој проект околу 300 наставници имаа можност да добијат работно искуство во полето на образованието и тие имаа воведен период, имаа ментор, имаа програма за нивно воведно работење и се разбира добиваат соодветна плата. На крајот на овој период тие после имаат можност да всушност да го полагаат државниот испит за наставници. Сега неколку за системот за професионален развој. Системот кој што го имаме се разбира да се подобри квалитетот и ефикасноста на предучилишните и училишните установи, се разбира се вкупниот образовен систем и се разбира целиот систем за развој на наставници. Професионален е дефиниран од страна на Министерството. Ние имаме 4 различни видови на програми. Првата програма се програми за доквалификација во службата и всушност додека првиот се пропишаните програми, а вториот се кратки ажурирани програми кои што траат од 8-16-24 часа. Потоа имаме конференции кои што обично се организираат на ниво на индивидуални училишта и имаме итни програми, тоа е нешто ново во нашето образование, тоа го немавме претходно. Министерството ја поканува институцијата да изготви итна програма, например за образование на децата на мигрантите, да кажеме. И оваа програми посебно се однесуваат на околности кои што ние не можеме да ги очекуваме дека ќе се случат претходно, па токму заради тоа Министерството има можност да покани дали факултетот за образование или некој друг факултет веднаш да се подготви нова програма, куса програма, која што ќе им помогне за настава на, а тоа го прават наставници што веќе работат во училиштата. Потоа четвртиот вид на програми се проектните програми, се однесуваат на спроведување на нови педагошки практики и обично се финансирани од Европскиот социјален фонд. Нашиот факултет всушност имаме посебен центар за доквалификацијска обука на наставници, имаме одредени пропишани програми, например законот пропишува некои од условите и тие представуваат услови за да се предава некој предмет или за изведување на друга професионална работа во образованието. Овие програми се акредитирани од Националната агенција за квалитет во високото образование и траат во текот на целата школска година. Например, педагошка програма на нашиот факултет, па затоа ако некој заврши не педагошки факултет или пак факултет за хемија, тој потоа сака да стане професор или наставник по хемија, треба да ја помине оваа програма на нашиот факултет. Ако веќе имаме наставник што веќе работи во основно образование, но немал англиски во неговата студиска програма, сака да предава англиски во првата година на основно образование, тогаш тој откако ќе заврши оваа програма, ќе може да предава англиски во првата година од основното образование. Па затоа така имаме и некои скратени програми кои што всушност траат 8, 16 или 24 часа. Целиот систем всушност е организиран од страна на Министерството за образование и Министерството за образование исто така
ги плаќа овие пропишани програми и скратените програми. Министерството може да одлучи дали да плати целата сума или само 50 или 75% од учеството за ова. Професионалниот развој на наставниците не е задолжителен во Словенија, но тоа е право на наставниците. Секој кој што имаат 5 дена обука или 15 дена. Исто така имаме промоција или напредување на наставниците и доколку некој се исполнат, например, доколку има неколку дополнителни квалификации за доквалификацијските области, постојат два комбинирани системи и се разбира, постојат и различни дополнителни професионални активности кои што се потребни. Имаме три различни професионални наставник, ментор, советник и почетник. И всушност на бројот на поени кои што се добива еден наставник во однос на неговото напредување во кариерата. Ако некој наставник посетува некоја доквалификацијска обука која што трае од 8 до 15 часа, ќе добие половина поен. Ако таа програма трае 16 до 23 часа, тогаш тој ќе добие 1 поен. И се разбира, промоцијата во повисока титула, например ментор, треба наставникот да има најмалку 4 поени во областа на доквалификацијска обука и 4 поенти во областа на дополнителна професионална работа, која што доколку, да кажеме, професорот, наставникот е ментор на некој студент на факултетот за образование или пак помага на луѓето во некакве, да кажем, на учениците да учествуваат во некаков надпревер или нешто слично. Сакам да нагласам дека во Словенија можно е секој наставник да биде промовиран на било која, не само еден или двајца наставници. Потоа промоцијата во советника, кога наставникот има најмалку 5 поенти во областа на доквалификацијска обука и 18 поени во дополнителна професионална работа и доколку има најмалку во однос на највисоката титула, а доколку имаат 7 поени во областа на доквалификацијска обука и 38 во областа на дополнителна професионална работа. Системот има влијание и врз платата на наставниците, например, менторот има 12% поголема плата од наставникот без титула, советникот има околу 8% повисока, додека пак највисоката титула има околу 12%. Овие титули се постојани и не мора да бидат обновувани, се разбира. И како што јас веќе споменав, наставниците можат да бидат унапредени и заедно со овие градации на платата. Па тоа е еден вид на мотивација за продолжување со доквалификацијските обуки и професионалниот развој. Благодарам за вниманието. Ви благодарам, професоре Вугринц, за тоа што го споделивте словенечкото искуство. А сега со нас имаме исто така долгогодишен наш соработник и драг пријател, Радмила Рангелов-Јусовиќ, која што е извршна директорка на Центарот за образовни иницијативи Чекор по Чекорот Сараево, која што сега ќе го сподели босанското искуство. Повели, Радмила. Само ово. Добар ден, ali su mi rekli da govorim na engleskom, pa se unaprijed izvinjavam. Најпрво сакам навистина да ви се заблагодарам за тоа што ме поканивте и сакам да го честитам 25 годишниот јубилеј на фондацијата Отворено општество. Деновиве зборувавме за тоа како ваквите јубилеи можат да предизвикаат контрадикторни чувства и иако сте многу горди на тоа што сте го постигнале,
во исто време имате мала доза на фрустрација затоа што не секогаш ги гледате работите како се движат во насока на која што сакате да се движат. И некогаш се чувствувам како постојано да повторуваме една иста работа и како постојано да се соочуваме со едни исти проблеми и се обидуваме да ги решиме проблемите на ист начин на кој што сме ги создале. И навистина мислам дека треба да размислуваме за наставната професија и за образованието многу набрзо и многу различно од тоа што досега сме го правеле. Сега во секој случај ќе прескокнам поголемиот дел од презентацијата, но сигурна сум дека можете да ги најдете тие податоци и сакам да ве натерам да размислите повеќе за овие проблеми и да ви објаснам нешто за нашиот систем. Како што многу луѓето тука спомна, не сакам како човек кој што постојано ја осмислува образовната политика, едно што е исто и за Босна и Херцеговина и за Македонија е тоа што постојано имаме нови реформи. И еднаш почнуваме со една реформа и веднаш потоа имаме нов закон, нов наставен план и никогаш нема доволно време и пари за клучните проблеми во образовниот систем и заради ова е важно наставниците да имаат соодветна обука. А не да имаме некој модел на каскадирање на професионалниот развој. И тогаш надлежните ќе кажат, па сега не треба нова реформа, затоа што ова не функционира. И нас ни се чини дека реформите се како бура и кога ќе видите површината, изгледа како да има многу голема бура, но кога ќе влезете надоле, гледате дека ништо не се менува. И заради тоа ние си велиме во ред, ајде ова ќе помине, ако бидеме малку потивки ќе имаме и нова реформа. И ова е некако смешно, заради тоа што ја губиме енергијата и најдобрите луѓе во образованието само заради тоа. И како да кажам, ние ја навредуваме интелигенцијата, не им го цениме трудот и се обидуваме да докажеме или концепти што не можат да се докажат или концепти што веќе биле докажани. И сакаме да докажеме нешто што веќе било докажано од страна на луѓето што работат во пракса. Сакав да ги направам презентациите за да кажам дека ако сте родени во Босна и Херцеговина, како ќе изгледа вашиот живот. Основното ниво нема да ви покаже ништо ново. Всушност многу е селично како во Македонија. Само имаме подолг процес на доквалификација, но квалитетот не е подобар. Нема односно меѓународно оценување кое што би докажало дека наставниците во средно образование и наставниците без магистратура и оние што имаат магистратура имаат некаков поинаков инпут во образованието. Но се соочуваме со проблем каде што професорите немаат идентитет на наставник или на професор. Кога влегуваат во факултетите на педагошките факултети немаат идентитет на наставник. Не им е грижа за тоа дали ќе станат наставници и дека ќе треба да предаваат на деца. Државниот испит е многу смешен и многу формален. Учите нешто, го помните и имате 45 минути да докажете дека можете да го дадете најдоброто од себе си на децата ученици. Секогаш ги споредувам со системот на фризери кои што една година поминуваат во гледање на друг фризер, веќе искусен и во чистење и потоа наеднаш да ги земат ножиците. И тоа се случува и со наставниците на кои што им ги даваме нашите деца. И останат многу смешен систем е
тоа што наставниците сметат дека немаат никаква иднина, затоа што системот не ги препознава. Во Босна имаме 12 закони за образованието и во некој дел од Босна само заради тоа што платата може да порасне само на 1%, многу луѓе ќе скокнат. Се уште го имаме системот, но не знаеме зошто го имаме. Која е поентата и како луѓето кои што одат нагоре се искористени, како се препознаваат и како се гледа на нив и како се вставаат во системот за да работат. И сакам само да посветам неколку прашања во овие три области и се обидувам да побрзам колку што можам повеќе. Кога зборуваме за контекстот, ги слушаме Словенија и Финска и во секој случај можеме да научиме нешто, но не без да го сватиме главниот контекст во кој што работиме. Многу нешта во образованието се многу жални. Зависат од културни проблеми и многу е тешко некои од искуствата да се искористат во пракса. И кога зборуваме за контекстот, пред да започнеме да зборуваме за наставниците, знаеме дека мора да зборуваме за компетентен систем. Не можеме целиот товар да го ставиме на наставниците, а тоа го правиме постојано. Повеќе ги критикуваме отколку што ги наградуваме, но најчесто исто како и во другите земји кои што го обвинуваат образовниот систем за проблемите, всушност образованието е прашање за сите во општеството, не само за министерот во образованието. И не може да ги реши сите проблеми, исто како што наставникот не може да ги реши сите проблеми во училиштето. И ние сакаме да размислуваме дека образованието ќе го промени светот, но не. Мора да бидеме пореалистични во врска со улогата на образованието. Треба повторно да ги обсмислиме образованието и училиштето како место за социјална интеракција и место за меѓусебно разбирање и за меѓусебна инспирација, а не само како места каде што слушаме предавања 45 минути. И без да влегувам во објаснување за тоа колку е комплексен системот во Босна и Херцеговина, сакам само да потенцирам неколку нешта. Имаме постојани реформи, како што кажав, тоа е работа во тек. И тоа го правиме многу ад хок, без подготовка, без претходно да размислиме какви ефекти, долгорочни ефекти ќе имаат, какви компетенции, финанси или ќе ни требаат за да ги имплементираме овие реформи. Зборуваме за деца со посебни потреби, за 9-годишно образование, зборуваме за многу важни новини, без претходно на вистина да навлеземе во суштината за да ги разбереме и за да разбереме што сакаме од нив. Прочитав некаде, се извинувам, не ги наведов изворите, прочитав некаде дека живееме во 20 години во битка помеѓу две образовни парадигми, традиционални и модерни. И ниту една не е добра, затоа што двете се екстремни. И едните велат, во традиционалниот систем не работи, не функционира, а другите велат, добро, што сакате од овие модерни работи, кога сте сите производ на традиционалниот систем. И ова е еден синдром на малку сум бремена. Во смисла на некогаш нешто ќе направам традиционално, но некогаш па ќе почнам да применувам некои модерни пристапи. И сега се наоѓаме меѓу два пристапа и треба да ги разбереме што се всушност и декларативно зборуваме за центрирање на образованието кон учениците, но не го правиме тоа. Исто така, вклучително и јас, многу од нас имаме носталгија и некои сеќавања за образованието кога ние сме изучувале и се уште не можеме целосно да влеземе во новата ера и да разбереме како образованието треба да функционира во овој контекст. Сакав само да провоцирам некое размислување кај вас. Што имаме во однос кај на наставниците? Навистина, премногу ги оптеретуваме наставниците со барањата кои што
најпрво не беа учени, односно не биле учени во истиот систем и не се подготвени да го направат тоа што ние го бараме од нив, а ние бараме нешто што не било дел од нивниот образовен систем. Ние ги имаме сите тие имаме целата таа лажно учество на наставниците. Се преправаме дека ги внесуваме наставниците во новите процеси. Не велам дека ние не го правиме тоа, но ние ги носиме наставниците кои што немаат доволно образование или позадина или нешто што ќе им помогне на вистина да развијат, и не генерализирам во моментов, туку зборувам за поединечни наставници, а не за една маса на исти луѓе, сите сме различни. Но лажното учество е кога се криеме зад процес и кога велиме дека наставниците го развиваат, а ние не им даваме доволна поддршка за да го развијат. И тоа го правиме и со децата. Ние велиме дека децата прават нешто во училиштата, а ние стоиме позади тоа. Исто така зборуваме за обука на наставниците, но се уште за професионален развој, но имаме 50% од наставниците кои што немаат доволен професионален развој и постојано гледаме едно исто, обуки и се лични работи. Дали имам уште малку време? И ова го е резултатот. Имаме генерација на наставници и морам гордо да кажам дека имавме во 1997 по војната имавме многу мотивација меѓу наставниците и многу работи се обидовме да направиме, исто како што се обидуваат денешните наставници да го направат тоа. Тие луѓето се уште таму и се уште прават неверојатни работи, но нивниот труд не се препознава и сега зборуваме за прегорени наставници кои што веќе немаат енергија да се трудат и не знаеме што да направиме за да ја скршиме таа бариера и да речеме ајде на вистина да направиме нешто добро. И ова е уште нешто што многу го сакам. Време е да се соочиме со фактот дека професионалниот развој, како што го знаеме со години, имал мал или никаков позитивен ефект врз учењето на учениците. И сега тука зборувам и за мојата организација или со луѓето со кои што работам, е дека кога нешто не функционира, иако имаме мораме да признаеме дека што и да направиме, тој пристап не функционира и мора да започнеме со нешто што функционира и да гледаме што функционира всушност. Има многу резултати за тоа што наставниците мислат дека не функционира и накратко ќе го кажам. Тоа е скратена обука без последователни информации и фидбек и ги ставаме всушност наставниците во една просторија и ги обучуваме и тука има и многу работи. Ние мислиме дека наставниците почнуваат да си ја губат мотивацијата, но јас мислам дека наставниците се многу мотивирани за професионален развој, но тоа се само одреден дел од наставниците. И третото нешто на кое што треба да размислиме е која е содржината на оние програми и кои се целите на тие програми. И навистина треба се извинувам, ќе ги прескокнам овие слайдови затоа што сметам дека имаме многу малку време за да се покрие се. И она што ќе го кажам се неколку препораки, тоа се само неколку. Пред да започнеме да размислуваме на она што ни е потребно и што сакаме за наставниците, мора да размислуваме што сакаме од образованието. Во мојата земја сите зборуваат во големи зборови. Квалитет, модерно, 21 век, но всушност имаме заедничко разбирање на тоа, а немаме заедничко разбирање на тоа што е квалитет. Ние само ги имаме тие зборови, но да ги видиме нашите родители, наставници,
ученици, дали всушност на вистина споделуваме барем минимално заедничко разбирање за тоа што сакаме од образованието и какво образование сакаме. Пред да го сватиме тоа, нема да знаеме што сакаме од наставниците и какви компетенции треба да имаат наставниците. Треба да имаме наставници кои што имаат заедничко разбирање за квалитетот. И скоро развивме стандарди за професиите и ова се првите стандарди, а ние се бориме и успеваме да не користиме стандарди за било какво тестирање или оценување на наставниците само заради нивниот професионален развој, професионална дискусија и професионално споделување, заради тоа што најпрво мора да го достигнеме тоа ниво на заедничко разбирање. Наставниците мора да имаат заедничко разбирање меѓу себе. И наставниците беа многу благодарни затоа што некој им даде некаква рамка кој што тие понатака ќе можат дополнително да ја развираат. Мора да престанеме да се плашиме од најдобрите професионалци што ги имаме и наместо тоа мора да бидеме горди на нив и мора да почнеме да им веруваме на наставниците. Ако нешто можеме да извлечеме од Финска, тогаш можеме да го извлечеме ова. Верувајте им на наставниците. Сакаме да го подигнеме квалитетот, имаме оценување и како што се оценуваат учениците, така се оценуваат и наставниците. Имаме 2 или 3 вида на оценување и само зборуваме за тоа како ќе ги контролираме, како ќе ги казниме, како ние возрастните и навистина мора да застанеме во еден момент и да им речеме: слушајте, вие сте професионалци и ние ви веруваме. Она што сакав да го кажам на крајот е исто така, ништо не доаѓа бесплатно. Ако сакате квалитетно образование, мора да имате добри наставници и мора да го финансирате тој, да ги финансирате нив. И тука нема пократок пат. И ова е мојот последен слайд. Тоа е нешто што се обидуваме да го направиме и навистина сакав да го споделам ова со вас, затоа што сепак е чекор по чекор заедно со Фондацијата Отворено општество се обидуваме да го свртиме процесот и да почнеме да работиме од доле нагоре. И се уште работиме на тој процес и ние сме тие кои што им стоиме на располагање за се што нив им треба, но сепак тие мора да размислуваат за професионализмот и за тоа што сакат да го постигнат. Имаме годишни награди за иновативни наставници кои што тие меѓусебно си го даваат, тоа е нивно, а не наше. Тоа е нивна годишна награда, имаме состаноци, професионални конференции, сега развиваме каталози со 52 програми за обуки кои што се развиени само од наставниците преку процес на поддршка. И се што ве интересира, јас ви стојам на располагање. Многу ви благодарам што ме слушавте. Ви благодарам. Радмила, последната презентација за денес сушност ќе сподели една успешна приказна, односно едно искуство од регионот за соработка помеѓу факултетот за образование од Универзитетот во Приштина со педагошкиот факултет во Љубљана. Какво е искуството, на што се темели тоа и кои се бенефитите од таквата соработка, ќе ги сподели професорот Јанес Крек од Педагошкиот факултет во Љубљана. Повелете. И Мирдита. I'm thankful really for... Навистина сум благодарен за ова покана на Фондацијата Отворено општество во Македонија. Да ви се придружам во овој настан, за кој што навистина сметам дека е исклучителен. Не е само важен за Македонија. Верувам дека последните години покажуваат дека идејата на отвореното општество кои што ги поддржува оваа фондација се идеи кои што се всушност внатрешни и не ги знаеме. И не знаеме на во која насока ќе оди светот. Па дури и во Европа сега
овие насоки стануваат се поважни и поважни. Всушност, на еден начин ние се наоѓаме во иста состојба и во оваа насока не сакам да ги минимизирам разликите, но всушност политички и културолошки кога зборуваме, ситуацијата во Европа е таква кога има уште поголема потреба од отворените општества. Заради тоа сега ќе зборувам можеби за накратко за меѓународната соработка, која што е исто така поврзана со тоа и е многу очигледен дел од отворените општества. И накратко ќе објаснам зошто мислам дека зошто го направивме овој проект за Темпус проект за меѓународна соработка. Секако мојата презентација или говор ќе биде од перспектива на образование на наставници и од гледиште на повисоко образование. Нема да зборувам за се во оваа област. Образованието на наставниците помалку е конкретно, бидејќи во високото образование, бидејќи образованието на наставниците мора да ја служи на целта на образованието во на одредена земја. А образовните системи се дефинирани на национално ниво. Тие имаат одредени граници поради националното законодавство, имаат национални карактеристики. Токму заради тоа ние зависиме од оние околности кои што всушност не сме целосно ослободени на ова порамнување во однос на меѓународните перспективи, меѓутоа од друга страна сите живееме во еден ист свет и процесите на глобализација се исти. И во суштина сакавме во образовниот систем да ги подготвиме самите студенти да живеат во овој свет, што значи дека не само можеби во Македонија, во Тетово или на некое друго место, туку да живеат во овој свет. И затоа мора да гледаме малку подалеку поради тоа. Затоа, зошто е потребна меѓународна димензија во полето на образование на наставници? Постојат некои очигледни, постојат во високото образование потребен е трансфер на нови научни наоди. Постојат различни примери за добри практики кои што ние може да ги најдеме секаде низ светот, а кои што можат некако да бидат искористени и кај нас. Но се разбира со културно разбирање на сите овие различни добри практики. Тие постојат надворешни настани кои што влијаат врз националните контексти, како што е миграцијата на луѓето. И тоа значи дека и во Словенија, која што е прилесно хомогена земја, сега треба да зборуваме за мултикултурно образование, за разликите во сите различни аспекти од животот. И од уште една гледна точка, образовните системи се дел од глобалниот свет и затоа имаме размени во бизнис светот, во спортот и културата, меѓутоа и во образованието. Но овие полиња потоа малку се посложени од образование, бидејќи поимот за гарантирање квалитет или како да се изгради квалитет во образовните системи е навистина малку трики прашање, бидејќи мора да бидеме свесни за националната средина. И можам да кажам, не национални разлики, туку културни разлики би ги кажал повеќе. Ако одиме малку понатаму, во кои области на образованието на наставници треба да се поттикнува меѓународна соработка. Повторно, значи, постојат одредени стандардни полиња. Се разбира, тоа е мобилност на образовачите на наставниците, не само на наставниците, туку и наставниците во основните училишта и во другите. Потоа имаме мобилност и на самите студенти. И затоа е многу важно, бидејќи не можеме да ги учиме учениците за мултикултурализам, ако не ги изложиме на овие културни разлики. Например, на нашиот факултет ние имаме повеќе стотици ученици кои што се ученици на размена, одат половина година да учат во странство во некои други различни програми.
Сите знаеме дека Европската Унија, Сорос и некои други фондации поддржуваат различни меѓународни проекти. Например, дури ако една земја не е во Европската Унија, многу е важно да биде во можност да ги користи проектите како што се Erasmus+, кои што всушност ја поддржуваат и оваа размена на наставници, на професори, студенти, така натаму. Истата важност ја имаат и меѓународните истражувања. Ние на меѓународно ниво работиме на различни конференции, така натаму, но мораме исто така, што и правиме, се разбира, мораме да изградиме заеднички програми. Например, на нашиот факултет имаме една заедничка програма со неколку други земји, а во нашето културно милје морам да кажам дека сите живееме во еден релативно мал национален контекст. Меѓутоа, во ваквите контексти невозможно е во образованието на наставниците да ги имате сите експерти за се. Па затоа, заедничките програми, студиски програми за одредени области може да бидат од големо значење, бидејќи тогаш си ги споделуваме различните полиња на експертиза, како што, например, во специјалното образование за деца со пречки во слухот и така натаму, или за глуви деца, постојат и други можности за размена, како, например, да се биде дел од уреднички одбор на некој научен магазин, или пак да се подготвуваат заеднички публикации, како што ние правиме и така натаму. Сега сакам да ви представам еден проект кој што го беше финансиран од програмата Темпус, кој што се однесуваше на модернизирањето на образованието на наставниците во Универзитетот на Приштина. Блерим беше раководител на овој проект, тој беше на целата душа на самиот проект. Меѓутоа го ја поделиме оваа работа. Јас ќе објаснам само неколку работи од нашата. Значи, носителот на грантот беше Универзитетот на Приштина, Факултетот за образование и постоеа 5 партнерски институции, тоа е Универзитетот од Љубљана, од Бетфоршир, од Болоња и потоа од Финска и Алфа Плюс консултантската куќа. Што направивме во рамките на овој проект? Во суштина тоа беше за да се подготви нова магистерска програма за наставни за предметни наставници, која што имаше 120 кредити и подразбираше 2-годишна програма. Меѓутоа да ја направиме има мастер програма за инклузивно образование, за стручна педагогија и исто така додадовме, иако не беше претходно предвидено, и докторска програма за докторски студии. Меѓутоа нема да зборувам за тоа, бидејќи немаме толку доволно време. Меѓутоа, другата област беше градењето на капацитетот. Например, работилници и семинари за образовачи на наставници. 80% од академскиот персонал на Факултетот за образование во тие години ги посети други универзитети и факултети со средствата од овој проект. И се разбира, подготвивме и различни прирачници, водичи и за спроведување на истражување за магистерската теза, како да се направи практиката. И во рамки на овој проект соработувавме и со училиштата. Постоеше 3-дневна програма за обука за околу 300 училишни ментори. И исто така треба да споменам дека дел или резултат од оваа програма беше и некои материјални предности за Факултетот за образование, а тоа беа набавка на компјутери, проектори и така натаму. И дури некои учебници кои што беа потребни. Па затоа сакам да завршам со една клучна забелечка дека постојат многу причини за понатамошна соработка. И како што веќе слушавме дека имаме заедничка историја, барем во оваа област на Балканот, имавме слични системи
во поголемиот дел од 20 век. И тие се уште постои, тоа се уште постои до ден денешен. А потоа културно се разбираме едни со други, што можам да кажам дека е уште многу поважно, бидејќи ако го земете проектот чекор по чекор, се разбира дека има некакви универзални карактеристики, но образованието фокусирано на детето не е нешто што е надвор од културата, тоа е дизајнирано во одредена конкретна околности на културата за одредени цели и потреби и сакаме да спроведуваме вакви иницијативи во нашата култура, треба да размислиме за тоа. Треба повторно да го елаборираме и да видиме што може да биде спроведено како добро и можно. И се разбира, како што веќе споменав, бидејќи сме релативно мали, околу само 2 милиони жители, тоа значи дека имаме и други причини за соработка, кои што други поголеми земји ги немаат. Треба да ги делиме искуствата и мораме да размислиме нешто, да направиме нешто на тој план. Благодарам. Благодарам, професоре Крек. Сега отворам можност за прашања и за дискусија. Верувам дека сите презентации беа доволно инспиративни. На самиот крај, таму веќе почнеме од назад. Повелете. Okay, I have a question. Имам прашање и забелешка. Прашањето ми е за господин Меклин. Дали верувате дека платформа за онлайн соработка може да ги поддржи наставниците во контекстот на подпирање еден на друг и пренос на знаењето и практичната употреба на тоа знаење од страна на постарите наставници до помладите наставници. Овдека да им го светам вниманието кон еден извештај на мрежата Евридика како дел од Еразмус Плюс програмата, наменет за професијата наставник во Европа. Тој извештај излезе пред 2 месеци, официјално објавен, и ги повикувам сите заинтересирани да го прочитаат. Може да го најдат на веб страницата на Националната агенција за која што јас работам и во која што има многу слични теми, и тоа е со ово истражување кое што денеска беше представено, но исто така има и некои теми кои што не се совпаѓаат со ово истражување и може да бидат дополнување. Извештајот на Евридика не се занимава во таа мера со студиските програми за наставници, но има и една интересна тема во однос на планирањето на обезбедувањето на наставници во образовните системи и побарувачката за наставници. Мислам дека ќе биде многу корисно за присутни овдека да го прочитаат извештајот. Благодарам. Ви благодарам и вам. Ве молам само на почеток, доколку имате прашање или коментар, само накусо да се представите и to keep it short and simple, за да дадеме простор и време на повеќе колеги да прашаат. Повелете, имаме ли други прашања? Само малку. Одиме. Професорот Зајков. 3 се надевам кратки прашања што бараат краток одговор. За колегата во Гринц, should I say it in English? Or? Мислам дека можете и на македонски, бидејќи има превод. Да, поставете ги па одиме со одговори. Така да. Дали на Педагошкиот факултет во Љубљана има департман за природни науки или нешто слично, катедра? Тоа е едното прашање. Другото, во листата со предмети забележав еден предмет што се викаше Research in Education. Малку повеќе информации за тој предмет. И третото прашање, рековте дека имаат практична настава студентите во 3-та и 4-та година 3, односно 4 недели.
Дали тоа значи дека имаат 3, односно 4 недели пракса како вистински наставници по цел ден држат настава или е некоја комбинација од нешто? Јас сега предлагам, за да не ни се соберат многу прашања, веднаш да одговорат нашите панелисти. Првото прашање беше за... All right, quickly. Online... Океј, онлайн решенијата може да бидат само дел од поддршката и не може да произведат целосна слика, и оно што го гледаме со учениците и со студентите, оние кои што се напред можат да одат уште понапред, оние кои што се назад можат да одат уште поназад. И сакам да зборувам малку за Глобалната федерација на наставниците, и тие градат платформа која што се вика мрежа на образование за наставници, и она што сакаат да го представат како воведна точка и како портал за секоја онлайн обука и тоа ќе биде многу неверојатно ако успеат да го направат тоа, заради тоа што имаат многу добри иницијативи, и се надевам дека ќе најдеме некоја влезна точка, но секогаш ќе биде важна поддршката исто како и процесот. Факултетот за образование во Љубљана има студиска програма која што е наменета за идните професори по биологија, математика, физика, технологија и компјутерска наука. И ова е нешто што е специфично за нашиот факултет, а го немаме на другите факултети за образование, и ова е интегриран модел, што значи дека студентите немаат само хемија или биологија во првата година, но всушност имаат и педагошки предмети и практична настава во првата година. Второто прашање е за практичната обука. Да, тоа значи дека имаат индивидуална независна работа во училиштето, но под надзор на ментор кој што е наставник, кој што има многу големо искуство во рамки на училиштето. Не е возможно професор кој што е почетник да биде ментор, но всушност професорот треба да има професионално звање како ментор. Кога се работи за истражување во образованието, можам подоцна многу да ви објаснам за ова тема, затоа што е тема од мојата област, но бидејќи немаме време, можам само да ви кажам дека ова е предмет кој што е поврзан со статистика и различни периоди во истражувањето, се извинувам. Да. Ми укажа колегите дека сме гладни. И дека ручекот начекува сите. Не дадовме можност од оваа страна за ниедно прашање, да дадеме шанса еве за уште едно прашање. Повелете, представете се и повелете со прашањето. Јас сум Весна Јаневски и сум независен консултант на различни проекти. Вообичаено работам во повеќе земји во странство. Од она што денес имав можност да го слушнам во текот на двата панела, не беше спомнато нешто кое што сметам дека е многу важно за сите земји од регионот, како и за нас, и би можело да биде понатаму како една идеја за примена на нашите резултати од нашето истражување, но ме интересира и каква е состојбата и мислењето на сегашните панелисти. Имено се работи за така наречен Staff или Teachers Appraisal System, ова го кажувам на англиски за да бидеме преведувачите подобро да разберат. Тоа е еден систем на проценка, меѓутоа не значи екстерна евалуација на наставниците, туку значи проценка на квалитет, истовремено опфаќа следење, проценување, евалуација, но и професионален развој на наставниците понатаму.
Во оваквиот систем, моето лично мислење е дека тогаш ќе можеме да ги поставиме сите нешта на место, значи да се дефинираат стандарди, да се дефинираат критериуми, се дефинираат сите компетенции на наставниците, тие точно знаат што се проценува, кои се критериумите, но тука учествуваат и родителите и учениците, и проценката не оди само на наставниците, туку на целиот образовен кадар, што подразбира и стручна служба, но подразбира и менаџери, директори и слично. Колку што можев да забележам, сите паналисти денес, значи не го споменаа ваквиот систем, а за мене мислам дека тоа е пресудно за да можеме едноставно да одиме чекор по натаму, да ги развиваме сите нешта за да дојдеме до успех. Моето прашање е до нив, дали тие се запознаени со самиот систем и дали мислат дека тоа би можело позитивно да влијае на она што е наша цел, зголемување на квалитетот на образованието. Благодарам. Ви благодарам за прашањето. Има ли некој што од панелистите што би сакал кусо да искоментира или да даде свое мислење за ова прашање? Можете кусо, да. Okay. Во ред, тоа што можев да го разберам, кога зборуваме за систем за оценување на наставниците, тоа не е клучот за решавање на поголемите проблеми што вие би можеле да ги имате во работната сила на наставниците, но сепак сите земји имаат некаков модел на оценување на наставниците. Некои земји имаат полиберален пристап, но она што сакам да го кажам е како вие го презентирате системот, ако всушност го представувате дали го представувате како контрола и казнување на наставниците или како механизам за поддршка на наставниците. И ова мора да биде развиено за да можат наставниците да го гледаат како да придонесува за нивниот развој, а не како механизам за нивна контрола и казнување. Исто сакам да додадам нешто во оваа дискусија. Всушност, пред Хју започна да зборува, да изнесува некои филозофии за образованието на наставниците, кога размислува во врска со сето тоа, кога споменавте повеќе поголема морална цел во оваа насока, сметам дека ова е правилна насока и правилен начин на размислување, но секако ако се противиме на ова и ако одиме од систем одгоре надолу во оценувањето и наместо Мислам дека во нашите области мораме да бидеме многу јасни дека оценувањето и вреднувањето на наставниците, ако сакаме да го изградиме квалитетот на професијата, мораме да бидеме внимателни на социјалната позиција на самите наставници. Тоа не значи само платите. Се разбира дека платите се дел од тоа, но мораме да го разгледаме нивниот статус на сите можни начини, за да можеме да се унапреди социјалната позиција на наставниците, бидејќи нема да добиеме добри кандидати ако тие не останат во оваа професија. Па затоа невозможно е да се зголеми квалитетот ако не се мисли. Па затоа овие шеми за промоција или напредување во кариерата имам навистина сериозни сомнежи за нив, но тие сепак треба да јас верувам во шемата што имаме во Словенија, бидејќи таа всушност зависи од работата на наставникот. На наставникот година за година му се дава можност да го развива своето професионално знание и тогаш тој ќе биде промовиран или унапреден во повисок назив и звање и се разбира ќе биде и награден за тоа. Благодарам. The fact that we мене јасно ми укажува дека оваа тема е далеко од исцрпена и ова прашање и укажува, се разбира, на важноста на прашањето пред се.
и сигурно не е доволна една и не знам колку конференции. Ние години наназад ги дискутираме овие прашања и се уште ги дискутираме и веројатно уште долго ќе го правиме тоа, додека дојдеме не само до одговор, туку до некое навистина одржливо решение кое што ќе не помести нанапред. Ова само покажува дека јас предлагам, со оглед на тоа што сме сите уморни, да го уште еве ќе дозволиме уште едно прашање и предлагам да ја продолжиме дискусијата и разговорите и прашањата во неформален разговор на ручекот долу, на сите. Само пред да се заблагодарам, да дадам збор на господинот. Повелете. Yes, the first question for Mr. Janez. Првото прашање за Јанес Крек, имавте трансформација во вашата земја, на вашиот систем, од по-социјалистички кон тековниот систем, меѓутоа сега Словенија има една од најдобрите образовни системи во Европа и гледам дека оваа трансформација не беше напред, бидејќи професорите на универзитетите зимаат околу 1000 евра плата, но тие всушност имаат само еден работен ден во месецот и мислам дека наставниците и професорите во средните училишта треба да имаат многу поголеми плати, бидејќи тие се исплатени од буџетот. Дали можете да ни кажете некаков... А второто прашање е за Хју Маклейн. Веќе зборувавте дека образовниот систем мора да има своја автономија, меѓутоа тоа не е случај во нашата земја. Не знам дали како тие длабоко го реформирани, бидејќи Министерството за образование, Министерската за образование учествуваше во демонстрациите против режимот, но сега кога таа стана министерка, телефоните не работат и во Министерството нема никаква информација за имејте. Ако физички отидете во зградата на Министерството, тие нема да ви пуштат внатре да оставите порака. Психологијата е многу важна во образованието. Како вид на порака се праќа со студентите со ваквото однесување? Можем да почнам со кус одговор. Всушност, се разбира дека вистина е дека ако ги споредите резултатите од последното PISA тестирање, овие меѓународни оценки кои што се даваат, ние сме негде малку пониско од Финска, што значи дека треба да бидеме задоволни, но не сме. Бидејќи имавме многу проблеми кои што требаше да ги решиме. Па затоа не сакам да споредувам една земја со друга институциите од една во друга земја, тоа е невозможно. Меѓутоа, вториот дел од одговорот е, мислам дека бидејќи бевме успешни токму за тоа што бевме економски подобри и бевме малку конзервативни во образованието. Направивме само една реформа во 90-тите години и потоа системот остана таков каков што е. Навистина ние веќе го немаме променето нашиот систем веќе 20 години и дури во ерата на оваа последна економска криза наставниците прифатија да имаат пониски плати, посебно оние кои што претходно имаа повисоки плати, само за ниту еден наставник да не биде отпуштен од работа. А последните резултати на PISA тестирањето покажуваат всушност беа резултат на периодот за време на економската криза. Па затоа морам да кажам дека целосно ќе се согласам со вас, дека треба да работите на изградба на статусот на наставникот, а не на реформите. Навистина можам да бидам прилично брз. Борбата за професионална автономија нема да се добие во еден ден и целата поента да се имаат силни професионалци за да постои борба за целосно да се продолжи борбата за професионален идентитет. Тоа се базира на стандарди, на соработка, на
и мислам дека оваа земја има долг пат да изоди како и на сите други земји за да можеме да бидеме успешни во постигнувањето на таа тачка. Да се заблагодарам од име на Фондацијата Отворено општество на сите панелисти и на вас сите присутни овде. Ви благодарам за присуството, за интересот и ве поканувам на мала закуска и на неформално дружење долу. Повелете.